И годинешното издание на фестивалот Браќа Манаки го следат контроверзии и скандали. Имено на пресконференцијата која се одржа посвеченото отворање на фестивалот и промоцијата на филмот Ослободувањето на Скопје, продуцентот Горан Тозија рече дека е задоволен што конечно му се укажала можност да работи на филм во земјата каде што е роден. Јас сум многу задоволен бидејќи после долги години ми беше дозволено да работам на филм во земјата каде што сум роден. Јас прво конкурирав со моето име и презиме на фондот, со исто сценарио, ист буџет и истите параметри, но фондот ме одби. Да не се лажеме, овој филм ги има истите параметри како што филмовите вообичаено ги имаат. Да не беше Раде толку близок со министерката за култура и со бившиот премиер, филмот немаше да се случи и тоа е вистина. Филмските работници, филмот и сите уметници припаѓаат на слободата, демократијата и вистината. И затоа сакам да ги кажувам вистините без оглед на тоа колку не му се допаѓаат некому, рече Тозија. Нова денеска преку соопштение реагира од Агенцијата за филм. Од изјавата на господинот Тозија може да се констатира дека тој повторно се обидува да изманипулира македонската културна јавност, изнесувајќи невистини за кои може да се наведат бројни докази како подкрепа на искажаните лаги. Имено господинот Тозија во изминатите години во својство на управител на правно лице продуцент, кој согласно Законот за филмската дејност може да се јави како апликант на конкурс за финансирање на филмски проекти. Ниту еднаш не поднел апликација за филмски проект, но господинот Горјан Тозија бил вклучен во бројни филмски проекти на други продуцентски куќи, кои со сериозни финансиски средства биле поддржани и од страна на Агенцијата за филм и од Министерството за култура на Република Македонија. Како пример ќе наведеме само некои од нив: Ослободувањето на Скопје, Трето полувреме, Балканот не е мртов, Духот на баба Илонка. Со самото учество на господинот Тозија во наведените проекти јасно е дека станува збор за самоуштеден обид да се дискредитира успешната културна политика на Република Македонија, во која творештвото и творечката естетика се на прво место. Своето незадоволство Горјан Тозија многу пати го изразил на груп и вулгарен начин. Причините за таквото негово однесување сигурно не се во доменот на културата. Со овој демант македонската културна јавност ќе има една реална слика за еден перфиден, неаргументиран и пред се субјективен напад на целокупната филмска и културна состојба во нашата земја. И на крај сакаме да посочиме дека господинот Горјан Тозија, сакајќи себе си да се представи како жртва, единствено успева да се демантира самиот себе, стои во соопштението од Агенцијата за филм.